точно вршени се контроли на УЈП и се изрекувани казни. Има ли одредени пропусти од ваша страна како институција? Ќе утврдат истражните органи. Вие што мислите како директор? Значи, повторно ќе кажам, ќе утврдат истражните органи. Од вкупен долг 180 милиони евра, од тој износ 120 милиони евра е долг на околу 100 топ должници. Во Македонија, значи, се чувствува една тенденција на хомогенизација на македонскиот политички блок. За да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците. Македонија повторно твоја и Македонија горда. Јас мислам дека ова не е најдобар начин за државата да се чувствува горда, за граѓаните да се чувствуваат горди, затоа што ова држава е на сите граѓани. Дали Тирана и Приштина го поделија партискиот терен? Еди Рама соработува со сегашната опозиција поради блискоста со Ахмети, неспорно е дека лидерите на Вреди често се на релација Скопје-Приштина. Како во класика ја барате современата нарација? Токму тоа е класиката, таа е секогаш современа. Тоа е она што ја прави класик. Како ја читате голготата на егејците? Фрапантно ми е кога ќе разговарам со луѓе од мојата генерација и помлади кои што многу малку знаат за таа голгота. Есенцијално за функционирање на државата е урамнотежена фискална политика, ефикасно собирање на буџетските приходи и нивно рационално трошење. Тричлениот независен фискален совет повторно предупредува за забрзано покачување на буџетскиот дефицит, што годинава ќе надмине и над 6% или расходи поголеми од 800 милиони евра. Повеќе од приходите, додека пак ММФ проектира раст од 3,2% од БДП, а инфлацијата би стигнала 3,4%. За колку се зголемија даночните приходи? Зошто сивата економија не може да се заузда? Директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова гостинка во ова издание на Тренинг. Господја Петрова, на старт од ова интервју, како и кој дозволи да работи дискотеката Пулс и покрај пломбирањето од управата за јавни приходи? Ако системот не функционирал, дали тука и вие се препознавате и како институција и како прв директор на управата за јавни приходи? Најнапред, добро вечер и благодарам за поканата за учество во вашата емисија. И веќе кога на самиот почеток го споменуваме случајот со дискотеката Пулс, најнапред морам, иако не постојат доволно зборови за тоа, морам да изразам длабоко сочувство кон семејствата и блиските на загинатите, на повредените во оваа трагична несреќа која не е само локален настан, туку еден удар врз целото наше општество, бидејќи на површина излегоа состојби поврзани со спроведување или неспроведување на закони, институционални овластувања, чувството за јавен интерес, вредностите и така натаму. Значи, овој настан треба да представува една пресвртница во функционирањето на нашиот систем. Во однос на прашањето што го поставувате, и јавноста доста го поставуваше ова прашање за тоа што направила или што можела или што требала да направи УЈП. И во овој дел особено се артикулираше прашањето за запечатувањето, отпечатувањето. Одредени медиуми излегоа со информации, дезинформации, постоја и слободни толкувања, но она што се надлежности на УЈП во делот на конкретно запечатувањата поврзани како мерка која што се изрекува при контролите за фискализација се точно пропишани во законите. Значи, таму се изрекува мерка, глоба за сторен прекршок и мерка запечатување на деловна просторија, која всушност во законот е пропишана како забрана за вршење на дејност, која е привремена, значи трае одредено време и после тоа завршува таа забрана и точно во законот пропишува што се прави, како се применуваат овие казни при прва контрола со неправилност, како при втора контрола со неправилност и така натаму. Бидејќи истрагата е во тек, ние како УЈП се оградуваме од тоа да даваме информации во јавноста.
што е направено во конкретниот случај, но целосно соработуваме со сите истражни органи, значи се што е побарано како информација и доказ од страна на УЈП доставено е до сите органи, до јавното обвинителство, до МВР, до финансиска полиција, значи сите органи ќе можат да ги направат потребните проверки во делот на постапувањето во УЈП. Еве според член 117 од Законот за стечај, ако фирма има блокирана сметка повеќе од 45 дена и не плаќа плати при донеси подолг период, УЈП има законска обврска да поднесе барање за отворање стечајна постапка и да предложи мерки за обезбедување на имот. Зошто ова не е сторено? Значи, не знам дали децидно го читате членот 117 од Законот за стечај и дали децидно во членот се споменува УЈП или било кој доверител. Значи, надлежностите на УЈП стрикно, односно процедурата за постапување на УЈП првенствено е регулирана во Законот за даночна постапка како lex specialis. И од таму произлегуваат сите законски овластувања и ограничувања што може и што треба да прави УЈП. Во случај, како што реков, кога се неплатени даноците, не се исплатени придонесите како дел од бруто платите, УЈП пристапува кон присилна наплата со блокирање на сметки, со воспоставување на залог и хипотека на имот, со запленување и продажба на имот. Имаме дури овластувања и тие ги применуваме кои се однесуваат на превземање на действија за присилна наплата од целокупниот имот, приходи и побарувања и на основачите и управителите на фирмите кои што должат. Значи во тие рамки се движат овластувањата на УЈП и во тие рамки УЈП ги превзема сите мерки кон било кој даночен должник, тоа што е конкретно превземено или не е превземено од страна на УЈП во овој случај, како што реков, целокупната документација и информации се доставени до истражните органи. Дали вие чувствувате одговорност за оваа трагедија? Ако бил објектот пломбиран, кој подоцна дозволил да продолжи да работи? Сега зборуваме условно, ако бил пломбиран. Бил пломбиран, бидејќи има записник дека бил пломбиран. Значи, повторно ме навлекувате да давам конкретни информации што треба да ги проверат истражните органи. Значи, и во еден друг медиум излезе со ваква информација, а потоа излезе со демант на информацијата. Значи, тука се работи не само за еден објект, туку се работи за два објекти поврзани со истите сопственици, кај кои што точно вршени се контроли на УЈП и се изрекувани казни, како што ги споменав, меѓу кои е и казната забрана за вршење на дејност или запечатување, која што е мерка со привремено важење. Значи, привремена забрана за вршење на дејност преку запечатување на деловна просторија, која запечатување трае одреден временски период. Меѓутоа, да не сакам да навлегувам и да изнесувам сега информации кој е тој објект кон кој што била изречена таа мерка со запечатување и во кој период. Господи Петрова, уште малку во однос на случајот со дискотеката Пулс. Фирмата ММ Кафе Дуел, под оваа фирма била регистрирана и дискотеката. Работела со блокирана сметка. Сигурно управата заедни приходи има увид во тоа. Па знаете дека нели во јавноста излезе информацијата дека блокадата е поставена од УЈП како мерка за присилна наплата заради неисплатени плати. Значи, ние сме ја поставиле таа мерка за присилна наплата. Од УЈП дошла таа блокада и сигурно дека знаеме. Меѓутоа, како што реков, законот, освен блокада, законот ни дава овластувања за превземање и на други мерки за присилна наплата. Зошто не е отворена стечајна постапка? Значи, во рамките на Законот за даночна постапка постапувано е, превземани се мерки и повторно ќе кажам, мислам, веќе излегува и непотребно тоа повторно повторување дека се што е превземено, требало да биде или не требало да биде превземено, ќе си утврдат истражните органи. Дали вие како директорка на Управата за јавни приходи чувствувате одговорност? Вака мислам дека сите граѓани на нашата земја и сите институции на некој начин, не само преку сегашното, преку минатото постапување, сме изложени на чувство на тоа дека
постојат голем број системски пропусти кои преку овој случај излегува на површина, непостапување на институциите, како што споменав и на почетокот, пропусти во спроведување на законите, пропусти во спроведување на институционалните овластувања. Меѓутоа, во рамките на УЈП има одредени постапки. Има ли одредени пропусти од ваша страна како институција? Ќе утврдат истражните органи. Вие што мислите како директор? Значи, повторно ќе кажам, ќе утврдат истражните органи. Добро, следите тренинг, гостинка во емисијата Елена Петрова, директорка на Управата за јавни приходи. Господја Петрова, црна листа на УЈП, компании и физички лица должат кон државата и како е возможно, речиси, исти должници, станува збор за околу 5000, во континуитет да должат кон државата. Зошто се толерира ваквата работа? Значи, ајде да појдеме прво од податоците. Значи, на листата на должници нема некакви драстични промени и движења од еден во друг месец. Во последниот период на листата на должници се појавуваат околу 1900 фирми. Секоја од нив должи над 300.000 денари и околу 3900 физички лица, поединци, значи, од кои секој должи над 120.000 денари, а вкупниот долг е околу 11 милиарди денари или околу 180 милиони евра. И да ги погледнеме под лупа овие бројки што покажуваат, па можеме да зборуваме нели и за прашањата што ги поставивте. Ако ги разлистаме овие статистики, овие листи, ќе дојдеме до податок дека околу 2/3 или околу 60% од овој долг припаѓа кон одредена мала група на должници, значи топ 100 должници. Вие рековте околу 5000, јас ги кажав точните бројки поделени на компании и физички лица, меѓутоа 7,4 милиарди денари, или еве полесно, од вкупен долг 180 милиони евра, од тој износ 120 милиони евра е долг на околу 100 топ должници. Ако одиме подлабоко во тие топ 100 должници и нивниот долг, ќе дојдеме до тоа дека помалку од 10 од тие должници имаат долг кој што пораснал или настанал во текот на 2024 и 2025 година како резултат на наоди од даночните контроли на УЈП. Значи, тоа се даноци кои што УЈП ги открила во инспекцијски контроли, да повторам, станува збор за помалку од 10 правни лица и сега во рамките на тие бројки нивниот долг изнесува околу 3,2 милиарди денари или околу, тоа е нешто од над 50 милиони евра. И тука се работи за сериозни дела на даночно затајување, за кои што се водат постапки, УЈП има покренато постапки пред истражните органи. Значи, не е целиот тој долг кој што постои со години. Ако се гледаат тие статистики, ќе се забележи дека има постојано одредено движење, се појавуваат нови должници, одредени должници се тргаат од листата, тоа движење го има секој месец, но да, факт е дека и меѓу овие топ 100 и генерално на листата има поголема бројка на должници кои што се повторуваат со години. И тука разумно се поставува прашањето, нели, што можела, што требала да направи УЈП, дали постои нели некакво затајување во постапките што ги превзема УЈП, а дали можеби и самите должници свесно превземале некакви действија за да не го платат долгот, а ова особено ќе го поврзам со фактот дека од тие должници што се јавуваат со години со листата, во голем број или во најголем број се должници кои што се мртви на хартија. Господја Петрова, солидарниот данок падна на Уставен суд. Кога државата ќе им ги врати средствата на 156 компании, станува збор за износ околу 50 милиони евра?
Значи, тоа се работи за спроведување на одлуката на Уставниот суд. Министерството за финансии ќе утврди процедурата за спроведување на таа одлука, инаку колку што знам според одлуката рокот за враќање на тие средства е 5 години. Значи, во тој законски рок, Министерството, односно рок согласно одлуката на Уставниот суд, Министерството за финансии ќе утврди процедурата за враќање на тие средства. Државата должи околу 70 милиони евра за поврат на ДДВ на бизнисот. Зошто до сега не им е вратен? Зошто доцни? Вака, и во однос на оваа констатација не можам да се сложам така како што е, не можам да се согласам така како што ја кажувате. Значи, повратот на ДДВ е една континуирана материја. Секој месец даночните обврзници поднесуваат даночни пријави, искажуваат даночни побарувања. Секој месец, односно во континуитет, УЈП преку Министерството за финансии реализира исплати на поврат на ДДВ. Значи, кога се работи се прави некој пресек, колку е во моментот, во еден момент неисплатениот ДДВ, секогаш постои одредена, да речеме, залиха. Кој е вашиот последен податок во однос на долгот на државата кон компаниите? Значи, од ден на ден се менуваат состојбите. Вчера Министерството за финансии имаше извршено исплати. Има информации кои кружат во јавноста и дел од медиумите објавија дека ДДВ не се враќа за јавните предпријатија што се под капата на локалната власт со која раководат градоначалници од опозицијата или градоначалничката Арсовска. Колку овие информации кои се лиферуваат во јавноста се веродостојни? Не можам да потврдам нешто такво, значи тоа не е вистина. Како што кажав, повратот се исплаќа во континуитет, си течат процедури и можеби одредена исплата која што во моментот не е извршена е во постапка на разгледување и одобрување во УЈП, бидејќи ќе се вратам, претходно споменав дека имаме сериозни случаи на даночни затајувања за кои што се водат постапки и пред истражните органи. Тоа се постапки и случаи токму поврзани со злоупотреби кои што се однесуваат и на незаконско повлекување, нели, на можност за незаконско повлекување и злоупотреби преку повратот на ДДВ, повлекување на средства од буџет. Значи, имагинацијата на даночните обврзници кога се работи за такво свесно и намерно изигрување на законите е голема. Значи, преку одредени лажирања, да речеме, на документи, привидно прикажување на некакви деловни трансакции кои што не се разумни ако се гледаат од комерцијален аспект, не одговараат на економската реалност. Значи, со тоа се прават злоупотреби кои што се одразуваат преку избегнување на плаќањето на даноците, заради тоа и се тие состојби во листата на должници, или се одразуваат преку злоупотреба со побарувањата за враќање на ДДВ, и сите тие случаи нас не ставија на една повисоко ниво на внимателност и подетално разгледување на сите барања за враќање на ДДВ кои што ги доставуваат даночните обврзници. Нормално, тука се работи за голем број на барања кои што се доставуваат и анализите се вршат и врз основа на одредени критериуми, вкрстување на податоци и така натаму, и ние немаме инспектор за секој случај да излезе на теренска контрола, но голем број случаи се вршат преку даночна контрола на терен, а уште поголем број случаи се вршат преку внатрешни канцелариски контроли. Тоа е процесот, а не се работи за некакво намерно задржување и неисплаќање на повратот, кога ќе се покаже, нели, дека е основан и кога ќе ги помине сите нивоа на одобрување во УЈП. Господи Петрова, сивата економија во државата се проценува дека изнесува околу 40% од бруто домашното производство. Имате ли вие решение за даночната евазија која станува веројатно еден од клучните проблеми во државата? Значи, решение за даночната евазија, да, даночната евазија вака изгледа како апстрактна именка, меѓутоа, како што споменав и претходно, имаме една лепеза на однесувања на даночните обврзници, кои што водат кон избегнување на плаќањето на даночните обврски и кон големи сериозни даночни
затајувања. Значи, што тука ние правиме како На неколку УЈП? наврати зборувате дека се одбегнува плаќање на данок. Зошто ова не се санкционира? Зошто се толерира? Па не е дека не се санкционира. Значи, и претходно кажав, значи кога ќе утврдиме неплатени даноци, ние ги започнуваме сите мерки за присилна наплата. Сите тие долгови кои што ги гледате на листата на должници, кои што ги споменав, еве како износ од над 50 милиони евра, даноци утврдени од страна на УЈП во 2024 и првиот квартал од 2025 година, се даноци за кои што се водат постапки за присилна наплата, каде што реков дека нашите овластувања одат дотамо и да можеме да действуваме кон основачите и управителите на фирмите. Колка ви се штетите од буџетските приходи што некои се уште практикуваат, например, исплата во кеш? Па јас повторно ќе се вратам на бројката што ви ја повторувам претходно. Значи, штетите ние ги гледаме преку неплатените даноци, преку даноците откриени во постапка на инспекцијски надзор. Пак ќе повторам, скоро над 50 милиони евра даноци утврдени во инспекцијските контроли кои веќе се документирани со донесени даночни решенија од страна на УЈП, но исто така еден голем износ кој што се уште е во фаза на контроли кои што се во тек, кои што треба да завршат, но се известни дека ќе завршат со утврдување на големи износи на даночно затајување. Имате во предвид за колкава сума на средства стана збор? Па имам во предвид и ви кажувам дека е голема сумата. Повторно, значи ние зборувам за над 50 милиони евра 2024 и првиот квартал од 2025 година и имаме околу 2 милиарди денари уште кои што се во постапките кои што се во тек. Мерки од типот на намалување на ослободувањето од ДДВ, прогресивно оданочување на приходите и зголемување на доноците за животна средина и на имот. Даночните приходи би можеле да се зголемат за 3,5% поени од БДП, проценуваат експертите од Светска банка, што предвидува УЈП во новата стратегија 2025-2027? Видете, стратегијата, новата стратегија, тригодишна стратегија на УЈП или стратешкиот план на УЈП се однесува повеќе на внатрешно модернизирање на процесите во УЈП со цел да биде поефикасна работата на УЈП во делот на собирањето на даночните приходи, во делот на се она што го зборувавме до сега, наплата на долговите, даночни контроли, услугите што треба да ги даваме на даночните обврзници за да можат да ги пријавуваат и плаќаат своите даночни обврски. Голем дел од македонските компании овој период се жалат дека имаат проблеми во однос на исплатата на платите, особено поради наводни некакви пречки со системот во управата за јавни приходи. На што се должат овие проблеми? Значи, прво во однос на исплатата, проблемите во исплатата на платите, да кажам, значи дека месецот, законскиот рок за поднесување и плаќање на платите за претходниот месец помина на 15 април. Ние редовно ги следиме статистиките и овој месец и претходниот месец, додека трае тој процес на реиздавање на кодовите за подпишување на МПИМ пресметките, немаме одстапување од она што представува една редовна тенденција на поднесување и плаќање на платите во законскиот рок. Значи, тоа што се зборува во јавност и дел, например, од синдикатите велат дека дел од институциите се уште, например, немаат земена плата за месец март, а веќе законскиот рок нели е 15 во месецот. Еве го доаѓа 1 мај. Значи, редовно, не само кај платите, туку и кај сите даноци, редовно има групи на даночни обврзници кои што доцнат со поднесувањето на пријавите, со плаќањето на даноците или исплатата на платите, но ние тука доследно постапуваме, значи неколку дена после истекот на законскиот рок ги праќаме сите оние опомени, подсетувања и за кога ќе истечат роковите за постапување по опомените, спроведуваме веднаш блокирање на сметките на тие што не ги имаат исплатено платите. Но во меѓувреме течат исплати и со задоцнување. Господи Петрови, благодарам за гостувањето во Трилинг.
Благодарам. И за жал тоа малку по индиректна форма и се случи со големата победа на ВМРО-ДПМНЕ со 58 пратеници плюс 6 пратеници на партијата Знам и еве го слушавме и министерот, не министерот, него представник на партијата Знам во последните случувања во една изјава вика дека владата нема проблем, имаме 64 пратеници ВМРО и Знам и како ништо да не се случува, значи сака да стават до знаење дека може и без албанци, може и без турци, може и без роми, може ние имаме толку пратеници, ќе тераме. Но ова логика е во спротивност со демократијата во Македонија. Нашата демократија така е направена, така е изградена и во тие принципи функционира. Двете најголеми заедници во државата се македонците и албанците. Пожелно е, за да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците. Партиски политички бранувања во албанскиот блок, но засега нема прелети на пратеници од еден во друг табор. Таравари излегува од владината коалиција, но само ако Мицковски така одлучи. Зошто министерот за здравство се одлучи на ваков чекор? Ке дојде ли до старо нов сојуз села Таравари под исто знаме во алијансата на албанците? Добро е за Елми Азири. Вие сте подпредседател на алијанса на албанците од таборот на Зијадин села, дел сте од пратеничката група. Која е според вас иницијалната каписта за ваквиот радикален чекор на министерот за здравство Таравари? Би сакал реално да ги видиме нештата во Македонија и би сакал да бидат овие реалните причини. Во некои изјави самиот господинот Таравари ги даде за медиумите. Во една прилика он кажа дека според неговите анкети 70% од граѓаните албанци се незадоволни од владењето. Јас мислам дека тој процент е многу поголем од 70%. И јас лично тука би ја гледал причината за овој чекор на господинот Таравари. Инаку, имајќи во предвид се што се случуваше во Алијанса за албанците пред изборите на 8 мај и помпезноста како се формираше влени така натаму, сметам дека формалните изјави за советнички листи за градоначалнички места се ептен тривијални за да бидат главна причина за ваквите случувања или ваквиот раскол во самиот Влен. Сметам дека свесни се за погрешните постапки што ги направија дури од почеток со нивното однесување во Алијанса за албанците, свесни дека во ова влада досега апсолутно нема ништо направено за добробит на граѓаните. Во ова може да го подкрепиме во тоа дека ниту една точка, буквално ниту една точка од предизборната програма на Влен не е преточена во владина програма. Господин Азириш, која е иницијалната каписла што тоа го чувствуваат граѓаните дека нешто не оди и дојде време политичарите сега да излезат пред граѓаните за локалните избори со нивните ветувања што ги направија пред парламентарните избори. Која е иницијалната каписла Таравари да повторно да се врати и да чукне наврата кај Али Ахмети, до вчерашниот негов противник, за кого јасно и гласно зборуваше дека е изворот на корупцијата и криминалот. Едно да не заборавиме, улога на државата и улога на владата посебно е да ствара задоволни граѓани. Ние имаме повеќе од 80, можеби 90% од граѓаните албанци се незадоволни од ова влада. Незадоволни. Зошто се незадоволни?
Затоа што ние сите знаеме низ што помине Република Северна Македонија години наназад. Охридскиот рамковен договор е дел од уставот на Република Северна Македонија. Охридскиот рамковен договор имаше 4 главни столба. Сите столбови на Охридскиот рамковен договор на еден или на друг начин се начнати. Прво беше законот за јазици, нели? Еве, гледаме месеци наназад Уставниот суд прави притисок. Второ, правичната и адекватната застапеност на немнозинските заедници е уставна категорија. Гледаме дека се укина етничката припадност како критериум, а со тоа и балансерот се укина. Друго, трето фактички, беше фискална децентрализација. Ние во Македонија немаме функционална фискална децентрализација. И наместо владата да ја продлабочи фискалната децентрализација, они што прават? Со унгарскиот заем, они ја засвртуваат централизацијата во државата. А во програмата на Влем пишуваше сосема друго, со нашите мерки ќе влијаеме кон запирање на уценувањето од страна на централната власт кон локалната власт. И предпоставувам дека недостатокот на резултатите, недостатокот на исполнувањето на во наводници лажните ветувања што ги има пред изборите во 8 мај 2024 година се реалната причина. Зиедин села судски ги доби печатите на Алијанса на албанците. Можно ли е повторно спојување на Села и Арбен Таравари, довчерашни лути противници? Проблемот со печатите на партијата е во апелација во Гостивар. Значи, судот во Тетово по втор пат одлучи дека партијата спаѓа таму кај што господинот Села е председател на партија, што ние тоа го кажувавме од времето, од почеток. И се надевам дека и апелација во Гостивар ќе одлучи така и ќе се зацврсти одлуката на основниот суд во Тетово. Господинот Села и господинот Таравари беа многу блиски пријатели и најблиски соработници во Алијанса за албанците 7-8 години. Теоретски се е можно и да се спојат, теоретски е можно и да се вратат и господинот Таравари и другите членови на Алијанса за албанците во Алијанса за албанците, таму кај што и припаѓат. Слушам дека има некоја иницијатива, јас не знам како ќе се одвиват работите. Во секој случај ние сме за обединување, затоа што обединувањето секогаш е најпрвен хумана работа, човечка работа. Што значи повикот на вашиот лидер Зиедин Села за обединување на сите албанци? Господинот Села ова го има кажано одма после изборите, не само сега. Првиот пат кога го кажа, одговорот на Таравари беше Села и Ахмети да се соочат дека сега се опозиција. И господинот Села и господинот Ахмети знаат дека се опозиција, но и господинот Села гледат како работи владата, гледат како работи позицијата. Поаѓајќи од овие вредности и од нашите вреднувања дури и пред да се случат изборите и пред да се формира владата, ние сме укажале во Централното председателство, по нашите собири, по нашите седници, сме кажале дека во Македонија, значи, се чувствува една тенденција на хомогенизација на македонскиот политички блок. И за жал тоа малку по индиректна форма и се случи со големата победа на ВМРО-ДПМНЕ со 58 пратеници, плюс 6 пратеници на партијата Знам и еве го слушавме и министерот, не министерот, него представник на партијата Знам во последните случувања во една изјава вика дека владата нема проблем, имаме 64 пратеници ВМРО и Знам и како ништо да не се случува, значи сака да стават до знаење дека
може и без албанци, може и без турци, може и без роми, може ние имаме толку пратеници, ќе тераме. Но ова логика е во спротивност со демократијата во Македонија. Нашата демократија така е направена, така е изградена и во тие принципи функционира. Двете најголеми заедници во државата се македонците и албанците. Пожелно е, за да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците. Господин Азири, Таравари вели дека само телефонски разговора со Ахмети, вашиот лидер Села вели имало неколку средби. И сега прашањето ми е, кој не ја кажува вистината? Јас мислам дека господинот Зијардин Села ја зборува вистината. Кога се одржале тие средби? Јас не знам, но од моето искуство со господинот Села, значи кога ќе каже нешто, добро е размислувано и без факти, без аргументи не зборува. Вие сте во коалиција со Дуи и Ахмети. Власта и вреди се концентрирани кон дискредитација на интегратиците и штабот на Мала Речица како дувло на криминал, центар за контрола врз институциите, додека Дуи 2 децении беше во владините коалиции. И сега сметате ли дека може би оно што денуваме можев да го чуем, можно е сценарио да има притаен договор Мицковски, Таравари, Ахмети? Единствено политичко наследство за кое јас можам да се зборам е наследството од Алијанса за албанците. Јас сум повикуван за тоа наследство, затоа што години наназад сум пратеник, сум подпредседател на партија, значи еден од поистакнатите членови на партијата. За другите политички партии не би сакал да зборам, затоа што не сум прозван. Како второ, сметам дека селективниот пристап, најблаго кажано, кон именување на една политичка партија за коруптирана и другите политички партии воопшто да не се спомнуваат во овој дел. Значи не делува добро кон граѓаните и не делува убедувачки. Зошто ние знаеме 30 години во Македонија владее некој. Како вие ќе се заштитите од овој Само малку да завршам. 30 години во Македонија владее некој. 30 години во Македонија се зборува за криминал и корупција. Сите се спесни за тоа. И сега се ова да се сведе во некоја, само во една политичка партија, мислам дека е некоректно и затоа можеби и граѓаните не веруваат во ова приказна. Апсолутно не сакам да прејудицирам дали некој е коруптиран или не е, или кој е коруптиран или не е, затоа што не е моја работа на институциите. Но сметам дека ова теза што се пласира во јавноста, мислам дека не пали кај граѓаните, затоа што со своите постапки владата не ги убеди граѓаните дека стварно им пречи некој поради X причини и ова влада ќе делува на поинаков начин. Затоа што кажавме, секогаш на политичка основа анализирам, случувањата во Македонија со новата влада во овие 9 месеци, сакале ние или не да ги прифатиме и колку сакаме да ги софистицираме, ни кажуваат дека ова влада е насочена да го реализира 100% ветеното пред изборите, која се преточуваше во двете главни слогани, мота што ги имаше владеачката партија, Македонија повторно твоја и Македонија горда. Јас мислам дека ова не е најдобар начин за државата да се чувствува горда, за граѓаните да се чувствуваат горди, затоа што ова држава е на сите граѓани. Дали Таравари ја факторизира Дуи? Дуи и Европскиот фронт, за жал, го факторизират делувањата на владата. Немањето на резултати, враќањето назад со одредени процеси,
регресивните делувања на владата во однос на некои постигнувања на албанците априори подразбира дека опозицијата се факторизира, затоа што ние сме свесни со сите пропусти што ги имаше пронешната влада, со сите пропусти, сепак имаше достигнувања што се однесува до меѓуетничката кохезија, до спласнување на тензиите. Но непобитен факт е дека ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски, лидер на партијата, има комотно мнозинство, дури да се одлучи Таравари да се замени и дури ако премиерот одлучи да му даде црвен картон на лидерот на крилото друго од Алијанса на албанците. Колку е реално ова што го заговара Зијадин Села? Обединување, повик до вреди да излезат од владата и да се одржат локални и парламентарни избори на есен. Ние се залагаме за тоа. Ние сметаме дека се повеќе од потребни предвремените парламентарни избори во државата, затоа што имаме влада со половичен легитимитет. Апсолутно ВМРО ДПМН ги победи изборите, има легитимитет и затоа се однесува комотно. Елми Азири, пратеник во Законодавниот дом, дел од таборот на Зијадин Села, од Алијанса на албанците, од Европскиот фронт. Господине Азири, дали Тирана и Приштина го поделија партискиот терен? Еди Рама соработува со сегашната опозиција поради блискоста со Ахмети. Неспорно е дека лидерите на вреди често се на релација Скопје-Приштина на разговори со Курти. Реално кажано, јас не сум видел, нити сум чувствувал вмешаност во партискиот живот на албанците во Македонија од страна на господинот Еди Рама. Од спротивна страна имавме директно вмешување, директно влијание на господинот Албин Курти, кој впрочем има и голема улога одиграно во формирање на ВЛЕН, има голема улога одиграно според нас и во расколот што се случи во Алијанса за албанците, што сметам дека не придонесуваше позитивно кон животот, политичкиот живот на албанците во Македонија. Господин Азири, на крајот, каква разврска очекувате од одметништвото на Таравари од коалицијата со вреди? Хипотетички тешко е да се одговори на ова прашање. Слушаме деновиве дека имат уште неколку денови време за евентуално можен договор. Јас мислам дека како почна формирањето на ВЛЕН, така и ќе заврши. Неславно почна и неславно ќе заврши. Што значи дека тоа оди во насока на локални парламентарни избори, во однос на тоа што вие го заговарате како неопходност? Јас мислам дека очекувано е таква разврска. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Елми Азири, пратеник во Законодавниот дом од редовите на Алијансата на албанците, кој е дел од Европскиот фронт. Тешко живеат во нивните матични држави заради тоа што не сакаат сите одеднаш да ги прифатат сите барања од нив и би било добро Бугарија и Грција како носечки балкански држави на европските вредности да покажат со пример како се вежба таа демократија и мултикултуралност. Димо Адамов од село Овчара. Георги Самарчиски, Пожарско. Јане Петров, Мохрени. Нико Кондоклоцис од Велестино. Марко Кизовски, Саракино. Режисер за класика, Дон Жуан, Идиот, Бал, но драматизација и на домашни автори, Чашуле, Миневски, до академик Георгиевски и неговиот роман Црно семе. Андреј Цветановски по битолската премиера на Црно семе, гостин во Тренинг. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Од каде
провокацијата Црно семе сега, баш сега во овој актуелен миг? Па да ви кажам право, јас повеќе време, може би веќе 7-8 години, ми стои како тема и како мотивација, но на неколку места каде што сум се обидел да го понудам како материјал за работа, не наоѓавме заеднички јазик и кога директорот Васко Мавровски ми се јави да соработуваме за оваа година, кога го предложив текстот без двумење, рече да, и во тој момент, како да кажам, една работа што ми беше како желба, одеднаш стана одговорност и предизвик. И мислам дека темата Црно семе, прво мислам дека секогаш е актуелна темата на помал народ и мислам дека и сега е актуелна со сите случувања кои што се случуваат во светот и абсурдноста на некои, како да речам, конфликти кои што ги има, нели, во светската политика. Во Црно семе акцент се става за македонскиот идентитет. За тоа да останеш свој покрај сите притисоци. Бидејќи јас, нели, кога размислував, нели, македонски идентитет на одредена група на луѓе кои што исти работи ги сметаат за своји. И да издржиш и покрај сите притисоци што сме ги имале како народ во последниот век, а и сега, мислам дека таа борба да останеш свој покрај сите притисоци е вечна тема на македонскиот народ, но и на сите помали народи кои што го имаат сличен или ист проблем како што го имаме ние. Романот е екранизиран со истоимениот филм на починатиот Кирил Ценевски со престижната награда од Пулскот фестивал. Како во класика ја барате современата нарација? Па токму тоа е класиката, таа е секогаш современа. Тоа е она што ја прави класика и мислам дека главните човекови слабости и она што се крие во човечката душа секогаш се актуелни и универзални. Затоа и класиката заедно со националната драма би требало да бидат столб на секој репертоарен театар. Така јас мислам и по изборот на моите текстови може да се види дека се обидувам да живеам по таа максима. Какви дилеми истражувавте во Црно семе? Па дилемите на тоа дали вреди да се издржи, дали вреди да се потпише, што е попаметно, дали е доволно мислата за да успееш да издржиш и покрај сите притисоци. И се обидовме во некаков баланс да најдеме помеѓу тоа епско страдање што го носи романот и некаква химнична лиричност која што се обидувавме да ја најдеме и преку ликот на Ангелина кој што во романот постои во мислите на главниот јунак Доне, а во филмот таа линија е избегната. Не избегната, едноставно се бавеше филмот со други работи. И се обидовме во таа мисла за што се борам, зошто издржувам. За Доне тоа беше неговата жена, за Христо беше вербата во Бога, за Парис беше идеалот на партијата и идеологијата со која што живе и воопшто на сите мислата за родниот крај, мислата за јадењето што му го спрема жена му, односно сите оние работи кои што според мене се дел од, како да кажам, националниот идентитет, се она што заеднички можеме да го викаме за свое. Писателот и академик Ташко Ѓорѓиевски доживеа покрај Црно семе на филмското платно да се пренесе и романот Црвениот коњ. Како ја читате голготата на егејците? Па тоа е едно, како да кажам, може би малку прескокнато поглавје на делот.
нашата историја. Односно не е прескокнато, туку можеби малку подзаборавено. Фрапантно ми е кога ќе разговарам со луѓе од мојата генерација и помлади кои што многу малку знаат за таа Голгота, односно го знаат. Недоволно се запознаени со страдањето? Недоволно се запознаени со деталите на тоа. Само знаат дека некој некогаш раселил некој дел од нашиот народ, ајде така да кажам. Но не знаат болката на тоа да ни таму ни тука не се чувствуваш како свој. Тоа е голема борба и голема траума која што се пренесува со генерација, веќе 3 генерации има на луѓе, зборувам нели потомци на тие луѓе кои што ги раселија па ги вратија и така натаму, и тие никогаш не успеа ни таму ни тука да се чувствуваат како своји. Дали егејците во Грција и пиринците во Бугарија се жртви на комунистичкото пазарење? Јас не знам да одговорам за тоа, треба да одговорат валјда некои поголеми експерти на тоа политичко-историско прашање, но оно што можам да кажам е дека тие луѓе тешко живеат во нивните матични држави заради тоа што не сакаат сите одеднаш да ги прифатат сите барања од нив, и би било добро Бугарија и Грција како носечки балкански држави на европските вредности да покажат со пример како се вежба таа демократија и мултикултуралност, па и ние да земеме пример од тоа. До сега не покажале, се надевам дека како што оди времето ќе стане помалку битно тоа и дека сите маргинализирани групи, независно од народност, религија, вера, секоја друга маргинализирана група ќе ги добие своите права, бидејќи мислам дека сите заслужуваат да ги имаат оние права за кои што се чувствуваат дека се нивни, односно. Дали се уште не може да препознаете мостови на разбирање, на политика на добрососедство, на меѓусебна поддршка, имајќи во предвид дека сме соседи? Да. Мислам, како да кажам, за тоа се виновни двете страни. Не издвојувам ни една страна, но мислам дека намерно се избегнуваат тие прашања кои што можат да бидат горливи, посебно кога сме ние страната што е повеќе засегната. Кога се тие страната што е повеќе засегната, тие прашања побрзо се решаваат, и се надевам дека ќе дојде време сите прашања да се решат и да немаме соседи со кои што ќе ги растураме мостовите, него ќе градиме мостови, но мостот треба да има две страни. Тоа е многу битно. Дали се уште се прават обиди на понижување? Јас мислам дека се само различни формите на притисок, се разбира многу помали и многу по-суптилни можеби, и можеби и затоа гледам некаква надеж посебно од страната во Егејска Македонија на некои нови млади генерации кои што можеби тој страф е, како да кажам, избледен доволно за тие да не се чувствуваат во страф кога треба да запеат македонска песна или да изиграат македонско оро, и драго ми е што како да се намалува притисокот и тој стегач околу нивните, како да кажам, нивната потреба за самочувствие како македонци. И тоа еве во последниве неколку години често се организираат некакви македонски средби и така натаму. Се надевам дека тоа е еден почеток на подобрување. Дали низ тој период на понижување низ кој сме минувале се правело обиди да се надмине стравот, да преовлада храброста, да се разпознае идентитетскиот код на
македонскиот народ? Мислам дека постоеле храбри индивидуалци и дека како да кажам, ликот на Доне во Црно семе за мене најголемиот херој, затоа што тој мирно и стоички издржува и покрај сите притисоци без потребата тој да се става во некаква херојска позиција, туку едноставно затоа што така се чувствува. Нема друг начин за него. Како што би рекол во романот, ај потпиши дека си конј кога не си конј. Едноставно неговото кредо, неговото достоинство и интегритет мирно и стоички во тишина го издржува и тоа за мене е најдобрата форма на херојство. И се надевам, се појавуваат разни такви индивидуалци кои што се борат за тие права и не за потребата, туку за правото човек да се нарекува онака како што мисли дека треба да се нарекува, право кое мислам дека треба да го имаат сите луѓе на овој свет. Како да ги излечиме нашите црнила од душите? Со сеќавање на работите кои што ни се случиле, со надминување на тие работи, но не заборавање на тоа што ни се случило, бидејќи тоа што ни се случило е она што се нашите колективни приказни и она што го гради нашиот код. И кога ние тоа ќе го прифатиме и кога двете страни ќе го прифатат дека се случило и дека е тоа во историјата, но се случило, мислам дека сите рани многу полесно ќе почнат да зараснуваат и дека така овие меѓусоседски добри односи нема да бидат како да кажам државни политики, туку човечки односи помеѓу луѓе кои што е навистина глупо затоа што една линија ги дели некои луѓе во Битола и во Лерин да не се поднесуваат заради тоа што некој некогаш нешто направил. Ама мораме да ги прифатиме сите оние факти што се случиле за да можеме да зацелуваме. Дали има потреба се уште во 21 век да се преиспитуваме кој сме? Нема потреба да се преиспитуваме. Само е потребно секој да се чувствува онака како што се чувствува. За мене националното чувство тоа не е нешто со кое што само се раѓа, што тоа се гради и се учи. Петре Андреевски има еден одличен стих во скутот на баба ми ја запознав мојата татковина. Тоа за мене е вистинскиот начин да се изгради националното чувство преку приказните на нашите. Затоа што за мене националното чувство се вкусот на питулиците што баба ми ги правеше или мирисот на печени пиперки каде и да го сретнам ме враќа на Демирхисар или приказната за врапчето што ми ја раскажуваше баба ми. Тоа се за мене столбовите на мојот национален идентитет, а и на многу други, секој со својата приказна, но сите тие прават збир на едни луѓе кои што сакаат да се нарекуваат така како што се нарекуваат. И тоа право на самочувствие е многу битно. Црно семе е приказна и за Инфобирото 48-52 и Јадранскиот гилак за сите кои беа со Сталин. Кога таа современа представа ќе добие нов драматуршки набој? Во оној момент кога ќе има драмски автор кој што ќе ја раскаже таа приказна од нов агол, сигурно има интересен агол од кој што може да се гледа таа приказна. За сега не сум сретнал таков текст, ама во оној момент кога ќе се најде вистински агол на таа приказна, односно вистински пристап кој што би значал и сега, јас секако би сакал да се занимавам со таа тема во театар. Во Трилинг доаѓате директно од Битола, градот на конзулите. Знам дека секоја година кога се одржува браќа Манаки, првиот ден на отворањето салата е
е полна, преполна, а веќе вториот ден се одржуваат во полупразни сали. И сега прашањето ми е зошто културата не ни е на пиедесталот, туку сосема во некоја втора, во сенка на сите други случувања. За жал културата не успева да ги победи сите оние, како да кажам, други медиуми. Не би рекол медиуми, туку едноставно начини на едуцирање, образование, воспитување. Се потешко е да се задржат според мене вистинските вредности, туку се наметнуваат некои нови лажни инфлуенсерско, како да кажам, социјални медиуми, платформи преку кои што вредностите кои што мене ме учеле дека се вистински стануваат безсмислени, а секои други на оние да се снајдеш, да те снајде, да успееш да се провнеш, имам човек ваму, стана главни во општеството и мислам дека сето тоа се одразува од образованието, здравството, па и во културата. Андреј Цветановски, што значи да се биде режисер, а при тоа да се има брат актер? Како функционирате? Одлично. Мислам одлично. Одлично зашто јас на крај го имам последниот збор. Јас сум режисер. Се шегувам, мислам одлично соработуваме. Еве и за оваа представа Дамјан работеше како кореограф, односно автор на сценските движења и сценски борби. И оваа ни е прва таква соработка и тоа ми беше навистина интересно и возбудливо. Исто кога работиме и како режисер и актер, успеваме да најдеме заеднички јазик многу лесно, бидејќи се познаваме толку долго. И навистина е, како да кажам, чест и привилегија што имам можност да го гледам од што туку завршен студент на академија до еден од најуспешните и најдобрите млади актери во Македонија и се надевам дека ќе имам уште многу соработки такви и како актери и како автор на сценски движења и дека ќе успеваме секогаш да ја задржуваме таа возбуденост што ја имаме кога работиме театар. Благодарам за гостувањето и разговорот. Фала ти. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг, во кој имавте можност да проследите 3 одвоени интервјуа со директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова, потоа пратеникот од Алијанса на албанците која припаѓа на Европскиот фронт Елми Азири, како и режисерот Андреј Цветановски. Довидување.